вие, како се вика, одирала дека практично тоа што се случувало, ако е точно сега, не знам, дека имало ефект на гасна комора, практично унатре. Да. Со испуштањето на тој газ, Да. дека практично као у нели, Аушвиц, гасните комори. И сега, мислам дека треба да се направи повторна аутопсија. Така? Што е правниот лек? Треба од поново да се прави аутопсија. Да се бараат траги. Останати се траги од тоа. Се уште не е доцна, ја мислам. Да, ама за тоа ќе значи дека ќе треба и ексхумација. И нова истрага. А тоа треба да го нареди судот. Па мислам дека треба и родителите да се сложат. Не, ако го нареди судот, ама Не знам, страшно. не мислам дека ќе се... Да. Дополнително тие измачени луѓе се ставаат на Чекај малце, ама сакаме ли да откриеме дали е направен Не имаме сериозен пропуст? Ама сакаме. Е, И тоа па- требаше од самиот почеток, Филип, да се прави. Па добро, не ама- требаше Ирало ама- да направи истражувачка историја за да дојдеме до оваа Па еве, точка они да не денес. го направеа, немаше ни да знаеме. Немаше ни да знаеме Ја прв пат апсолутно. дознавам и се шокирам. Да, значи, исто. читам што нашле они, која е разликата и се шокирам. Целен ми у главата. Значи, прилично сериозен пропуст е тоа. Да. Еве, ја може да си дозволам да се посомнам дека може би и намерно е направен. Од кај да знам? Така? И јас сакам како јавност да знам што се случувало стварно. Види, А родителите мислам дека 1000 пати поише од мене сака да знаат што на вистина се случувало и кој е виновен. Значи, затоа што според она што го зборат они, казните би биле и третманот и постапката многу поинакви. подраконски, да. Е сега, Може да се третира како масовно убиство тоа. Или што ја знам. сега имаме уште еден проблем што произлега од тука. А тоа е она кој што го збориме ние цело време, а тоа е дека после трагедијата у Кочани никој од институциите не ја научи лекцијата. Ова е доказ. Ова е класичен доказ за тоа. Затоа што повторно имаме многу сериозен пропуст во истрагата, кај што не е докажана причината за смрт конкретна на луѓето кој е причинителот на децава. И ти го имаш тоа после ветувањето пред целата македонска јавност дека сите оние кои што се виновни, одговорни ќе бидат изнесени пред лицето на правдата. Ама добро знаеме ветувањата за уши дека ќе бидат Ама носени. знаеме дека тоа нема врска, дека Не, не ама е ние реално и дека во ред, нити јас се оствари, нити ќе се Знам, оствари. Ама ова ти е, како да кажам, конкретен доказ дека после трагедијата ништо не се сменило. Ваквиот игнорантски однос кон една ваква многу сериозна тема ти е доказ дека ништо оваа држава не се сменило. Ја не знам еве што понатаму сам треба да очекуваме да се случи. Еве дечкиве од O2 има многу добра статус има на Facebook од O2 иницијатива. Вика 3500 луѓе секоја година нас не умираат од загадување на воздухот. Вика Safe City Панче Тошковски, затоа што имаме 140 смртни случаи, го воведува затоа што имаме 140 смртни случаи од сообраќајни незгоди. Од воздухот во Скопје само 20 пати повеќе. 3500 луѓе. И тоа нели е причина за аларм? Ние кон сите овие работи се однесуваме игнорантски до моментот кога, не дај Боже, не ни се случи на нас нешто. Или нешто нас лично не тангира. Па ни тогаш. Па доволно е да отидеме и треба можеби да отидеме да ги снимиме редиците кои што се на онкологија, на клиниката за онкологија. За да види обичниот човек што значи игнорирање на проблемот. Конкретно загадување на воздухот. Обичниот човек знае. Обичниот човек го живее тоа. Обичниот човек кој што има некој заболен од карцином или починат од карцином, у Скопје има многу такви семејства, знаат. И затоа ме чуди што се задржуваме само на општи флоскули, пресконференции и не се презима никаква акција. Ја еве денеска слушнав од луѓе кои што се упатени многу дека навечер се гори многу во тоа Вардариште. Не знам дали е точно. Има ли државата увид дека се горат гуми во Вардариште?
дека се гори друг отпад, за да се ослободи бакар или железо. Ми каже човек што е упутен многу у работа со отпади. Дека тоа не се прави денски или не се прави во лето кога е чисто, затоа што се гледа оддалеку. Да. Ама кога ќе падне магла, тогаш се прави илери и се гори што ќе стигнат. Да. Пошто после тоа што останува, што се ослободува, тоа се препродава по отпади. Значи, треба ли некој да ни даде одговори дали стварно живееме у гасна комора у Аушвиц? И што ќе се преземе на таа тема? Види, никој ништо нема Ама да... како да ти кажам, Филип, ние кога викавме овде каба, ајде да протестираме за